Благодарам, председателе, господин Љупчо Пренджов, почитуван министр за јавна администрација Горан Минчев, почитувани пратеници, почитувани представници на владените организации, почитувани медиуми, дами и господа. Денеска предлог на дискусија имаме 3 закони кои што во суштина представуваат камен темелник на јавната администрација и начинот на уредување на нивните права, обврски и секако нивните компетенции. Во интерес на времето би сакал додам директно да укажам на одредени состојби во кои што се однесуваат општо за работењето на јавната администрација, нивните права, но и она што го засега Државниот завод за ревизија како врховна ревизорска институција во нашата држава. Во членот 4 од самиот закон се наведени одредени изземања на одредени институции, па се поставува прашањето како тоа одреден правен субјект во државата иземен, а при тоа Државниот завод за ревизија како врховна ревизорска институција прави ревизија на тој правен субјект, а Државниот завод за ревизија не е иземен и нема исти такви права како тој правен субјект. Во членот 57 наведениот закон утредени се одредени права кои што се однесуваат на учество во изборниот закон. Мислам дека јасно и гласно треба да се стави на знаење дека државните ревизори и други вработени во јавната администрација не смеат да учествуваат во избирачките одбори и спроведувањето на изборниот процес, бидејќи Државниот завод за ревизија како врховна ревизорска институција спроведува и врши ревизија на самиот тој изборен процес. Во делот она што значи утврдување на правата на плата на вработените на административните службеници, мора да се имаат одредбите од Законот за работни односи, каде што имаме различно постапување во делот она што значи Закон за работни односи и она што значи Закон за административни службеници, пред се во делот на додатокот на стаж. Тука мора да се исправи тоа право, бидејќи во суштина овде додатокот на стаж влева во основната плата, а поаѓајќи од Закон за работни односи додатокот на стаж влева како посебен додаток, односно е надвор од таа категорија. Затоа велам мора да се усогласиме со одредбите на член 106 од Законот за работни односи. Можеби делува сурово, кој ќе кажеме за одредени права и обврски на вработените во јавниот сектор, меѓутоа мора да имаме она што значи мерење на кантар на обврските, правата и одговорностите на вработените на јавната администрација. Се поставува прашањето воопшто и ова во континуитет го укажувам и барам да се најде соодветно решение во дополнителните или исклучителните компоненти, каде што не може раководител на сектор во одредено министерство, раководител на сектор во градот Скопје и раководител на сектор во една рурална единица на локална самоуправа да имаат иста плата. И велиме потоа ни бегаат вработените. Па нормално ќе бегаат. Подобро бидеш раководител на сектор во една рурална единица, еве нема да ми се забележите да речеме во Маврово и Ростише, да имаш иста плата, наместо да бидеш раководител во сектор во Министерство за финанси. Членот 70, ќе ви молам. Членот 72, став 4, во делот на минатиот труд. Јас сум избран и менуван. Но помеѓу мене и вработениот во јавната администрација нема никаква разлика во делот на пресметување на минатиот труд. Зошто да биде ке избраните менуваните на започната година, а ке вработените во јавната администрација да биде на завршена година? Пошто тоа се разликуваме? Мислам дека нема потреба да правиме таква сегрегација. Исто така, во членот 73, ставот 3, треба да се согласи во делот на јавни вработените кои што имаат статус на јавни службеници. Вели, вредноста на бодот ја донесува основач. Ако и погледнете одредбите на член 37c од Законот за јавни предпријатија, вели, одлуката за вредноста на бодот ја носи директорот. Ние мора да ги усогласуваме законите во и не смееме да дозволуваме да се сојавуваат системски слабости во самиот процес на предлагање на законите. И уште една укажување на членот 79 во делот на она што значи други наместници на плата. Дали во членот 78
Дали ова во суштина ќе представува само фиктивно утврдено право, кое што никаде не се утврдува со Законот за извршување на буџетот за соодветната година, или навистина утврдени реални права кои што Законот за извршување на буџетот ќе биде согласен со одредбите на овој закон. Или се уште ќе велиме дека ние немаме услови за имплементација и исплата на овие надоместици. Ако немаме, дај да не се заложуваме и да не ставаме одредби во кои што велим имаме право на ова, имаме право на тоа, а во суштина со Закон за извршување на буџетот немаме ништо право. Понатаму имаш уште една одредба во делот каде што се утврдува надоместок на плата не и ИПА структури. Па прашувам, дали ИПА структурите и ИПА помошта е клучна во целокупниот влез на средства од Европската Унија, која што представува предмет на надзор, ревизија од надлежните тела? Што тоа се разликува ИПА структурата или одреден правен субјект што прави ревизија на ИПА средствата од Државниот завод за ревизија кој што прави ревизија на целокупниот сет на меѓународни средства кои што доаѓаат во државата? Мислам дека крајно време да се исправи ова историска грешка и вработените во Државниот завод за ревизија да бидат оградени во членот 79. Во делот на она што значи Закон за вработени во јавниот сектор, би зборувал за членот 16, каде што во суштина укажуваме дека вработените имаат право на плата на месеци во согласно закон и колективен договор и така натаму. Ово укажуваме од она што значи праксата на Државниот завод за ревизија. Генерална, многу широка одредба, која што во суштина се прави и лошо се применува во пракса, бидејќи создава неравноправна положба на вработените во одредени министерства, во одредени институции во јавниот сектор и така натаму и така натаму. И конечно членот 40 искажам пофалба во членот 25 за можноста да работи оддалечена, бидејќи во мојот досегашен период често пати ми прашуваат на кој начин организирате работа оддалечена. На никој, бидејќи немаме законска одредба. И ова е навистина одлична одредба во членот 45 за организирање на работата оддалечена. Меѓутоа, во членот 40 став 5, каде што зборуваме за правото на вработување. Знаете што? 5% од постојните вработени. Дај, молим те, ќе ве молам, не се играме со проценти. До кога ние ќе правиме бушава азбука или весела математика? Па 5% од вработените во Државниот завод за ревизија е 6 вработени. Со неновите барања на Европската Унија, со реформската агенда и планот за раст, Државниот завод за ревизија треба да вработи најмалку 90 вработени, кои што ќе прават ревизија на единица на локална самоуправа и на сите јавни предпријатија на централно локално ниво. Знаете кога ќе ги вработиме овие 90? За наредните 15 години. Ако е тоа целта, нема проблем. Меѓутоа со проценти, мислам дека далеко ќе стасаме. И на крај, за Законот за стручно усовршување и обука на административните службеници. Проштевете, професоре, меѓутоа јас не се согласувам со вашата констатација. Ако сакаме професионални органи, ако сакаме професионална јавна администрација, таквите институции треба да ги ставиме да одговараат пред собранието, а не пред извршната власт. Дали ние имаме контролно обкружување во кое што ќе обезбедиме доследна примена, во кое што одредени професионални институции, вклучувајќи и ова која што сега ја предлагаме, за усовршување на знаењата и вештините на нашите вработени во јавниот сектор, ќе бидат подлежни со промена на власта, се менува и директорот. Па ако ќе се мени директорот, се почнува од почеток и така натаму. Ако сака да имаме квалитетна јавна администрација, ако сакаме да имаме квалитетни институции во јавниот сектор, тие треба да имаат мандат и одговорност да одговараат пред собранието, да имаат подолг мандат, не 4 години, него да имаат 6 години, како што е тоа со Законот за административни службеници за агенцијата, бидејќи јас не гледам искрено разлика помеѓу оваа агенција
за административните службеници и оваа агенција, овај ќе има 6 години мандат директорот, овај ќе има 4 години мандат. Мене ми е нелогично. Но како и да е, еве тука е министерот, сега ќе ги земат во предвид овие укажувања. И она што навистина ми представува, барем за мене, проблем, отсутството на постапка за уредување соработка со домашни меѓународни организации во делот на издавање на меѓународни признати сертификати. Се правиме, меѓутоа никако да не направиме нешто да го квалификуваме и да го вреднуваме трудот на вработените во јавната администрација и да може да тие се стекнат со меѓународно признат сертификат. Се сеќавам во преходниот период на една вработена, истакнав бидејќи Државниот завод за ревизија во своите редови има 101 вработени кои што се сертифицирани со меѓународен сертификат за управување со ризици од корупција и од 18 обучувачи во државата, 17 обучувачи се во редот на вработените на Државниот завод за ревизија, вклучувајќи и претседателката на Државната комисија за спречување на корупција. И сега, дали е она што сакаме ние да го направиме? Да трошиме енергија, да имаме директор, да имаме вработени во оваа служба, да имаме програмски совет, да имаме предавачи, а тоа парче хартија што ќе добијат никаде во светот да нема валидација. Па дајте да разговараме за права и обврски кои што нашите вработени во суштина, ако тој сака да се доцира, да му помогнеме, да му обезбедиме мотивација да се стекне со меѓународен признат сертификат. Дајте да ја овозможиме уште во сега во старт со предлог законот, соработка на Институтот на властени сметковители на Македонија, соработка на Институтот на властени ревизори на Македонија, со Државниот завод за ревизија и други институции кои што може да допринесат и да дадат соодветен начин на доградување на знањето и вештините на вработените во јавниот сектор. Завршувам. Внатрешен ревизор, сметководител, државен ревизор и останатите професии не се создаваат за една ноќ, не се создаваат за една година, не се создаваат за посетување на курс од 6 месеци. Тоа е континуиран процес, да направиме континуиран процес кој што ќе трае во нашата држава и ќе дае квалитетни вработени во јавниот сектор, кои што ќе испорачаат квалитетни услуги кои нашите граѓани, кои што навистина заслужуваат квалитетни услуги. Ви благодарам.